Почнуваме со студискиот дел. Во студиото веќе Александар Петровски од Сдруженијето Раст. Петровски, ви благодарам што прифативте мојата покана да зборуваме за оваа тема. Мене ми е чест и задоволство секогаш, ви благодарам на поканата. Така, прво ќе одиме малце генерално, а потоа ќе се навратиме и во проблематиките, барањата и терапиите за се она што е потребно за вашата проблематика или она што го работите веќе, како што рековте, позади камерите пред да бидат вклучени деценија и пол. Така. Вашата мисија или мисијата на Сдруженијето Раст е да има здрави и среќни деца кои ќе пораснат во одговорни и работоспособни индивидуи кои ќе придонесат за општеството, бидејќи грижејќи се за здравието на нашите деца, се грижиме и за нашите поколенија и придонесуваме за нашата иднина. Како делувате? Кои се вашите активности за се ова да биде направено како што треба? Па, начално, нашето здружение се базира на годишна програма, практично која што ја утврдува кон крајот на годината, конкретно сега во моментов ја работиме за 2026 година и таа програма начално се базира претежно од праксата и искуството кое што низ годините го работиме, но секако она што е главниот фокус е да низ текот на изминатата година утврдуваме што би требало да биде имплементирано или како потреба во системот, или конкретно како потреба на поддршка на нашите пациенти кои што ние ги застапуваме во следната година. Хајде една мала ретроспектива би направил, доколку ми дозволите. Секој едно здружение начално се формира горе-доле, барем кај нас, повеќето кои што нели се формирани, кога имале потреба и мака. Начално ние сме се соочиле со исто така некакви потреби круцијални за решавање на потребите на пациентите од страна на системот и заради тоа се има формирано издруженијето 2007 година, каде што подоцна станувам и председател на здруженијето и можам само да кажам дека можеме да се фалиме со исклучиво позитивни резултати кои што ги имаат корисниците на терапијата која што ние ги застапуваме. А воедно и нормално државата како држава, Македонија, како што и она го кажавте вие, да имаме здрави индивидуи, доколку еден пациент не е лекуван, навистина поразителни се резултатите само како кај самиот пациент кој што не би бил лекуван, така и на целокупниот систем. И токму заради тоа и начално во континуитет работиме на сите можни полиња, да начално ние кажеме дека не сакаме Македонија да ја направиме највисока нација во светот, него напротив сакаме да ги пратиме сите светски трендови, да бидат едноставно здрави партиципиенти понатаму во нивниот живот овие деца кои што доколку имало потреба да бидат лекувани и се лекувале и понатака се знае бенефитите се огромни како за самите пациенти, така и за самиот систем, со тоа што ќе кратко кажам, пациентите доколку се лекуваат, нели согласно сите испитувања се докажано дека треба да бидат лекувани, тие пациенти начално и докажано е дека понатаму не треба да користат бенефиции дополнителни од страна на државата, како што се зголемен број на отсуство од работа, зголемен број на боледувања, тоа се како го оптеретува системот и работодавачите каде што би работеле. Си дозволив да ја ставам темата рано откривање на нарушен раст. Така. Како рано се открива нарушениот раст? Како здружение, секогаш фокусот го ставаме не само како здружение, тоа морам да го нагласам, јас сум и председавач на управен одбор на интернационално ниво, на една огромна коалиција која се вика ICOSEPT. Фокусот на светот, на сите невладини здруженија, вклучително и нашето во Македонија, е да практично ние бидеме тие главните кои што ги препознаваме, односно иницираме препознавање на нарушување на растот. Зашто? Затоа што сепак и светскиот тренд е висока стапката на доцна препознавање на нарушување на растот. Таа е некаде помеѓу 11 и 13 годишна возраст. Тоа е доцна? Кога ќе се сумираат. Како извинете? Тоа е доцна? Да, тоа е доцна. Практично нарушување на растот треба да се забележи во првите години од животот на секоја една индивидуа. Начално сите препораки и на лекарите, на стручната фела, и нормално и на нас како здружение кои што долго години работиме на тоа е да препознавањето на нарушување на растот го забележуваат и самите родители, старатели, баби, дедовци, со само еден единствен начин.
Тоа е дека доколку нивните дечиња, внучиња ги забележат во градинките, да бидат да отстапуваат во однос на врсниците во континуитет, не треба да чекаат, веднаш треба да реагираат. Или доколку тоа дете носи повеќе од година-две ист број на гардероба, на чевли, тоа е веќе знак каде што не треба да се чека, него треба да се превенира. И заради тоа ние начелно во континуитет работиме на таа проблематика да на секаков можен начин апелираме до сите. Но во минатото можам да кажам и дека голем проблем беше и недоволно сериозниот пристап и сериозност на самата стручна фела. Значи недоволно секогаш обрнуваа внимание. Да, во сите редовни систематски прегледи има мерење на тежина висина. Но тоа потоа тука завршувало. Недоволно се зимало за сериозност да практично тие измерени перцентилни вредности бидат зачувани во таа перцентилна крива и во континуитет следени. И баш поради таа причина ние веќе направивме една кампања која што беше многу одлична 2014 година да направиме заедно со онаа прва гранка на луѓе кои што работат на првата линија со детската популација, тоа се градинките. Добро. Да направиме едукација, да впрочем и нормално поделиме материјали како висинометри, така и прирачници за раст и нарушување на растот, да они бидат тие кои што сето тоа ќе го земат со сериозност и први ќе превенираат прво како совет до самите родители, баби дедовци кои што ги зимаат децата, па потоа и да им укажат на сериозноста да потоа продолжат родителите и инсистираат да нивниот одбран матичен педијатар, лекар, да земе сериозност во извесен одреден временски период понатаму, тоа дете го земе во закрила или од стручност и посериозен надзор да го следат, затоа што во понатамошното делување како стручна фела, они се тие кои што ќе кажат дека тоа дете треба да оди на следен чекор, односно на субспецијалиста, специјалиста веќе на детската ендокринологија. На клиника, односно на универзитетска детска клиника во Скопје, за каде што ја за жал можам да кажам, и морам да констатирам и да кажам, тоа е еден од нашите предизвици со кои што во моментов се соочуваме. Македонија има многу мал број на детски педијатри, специјалисти, ендокринолози, кои што впрочем се добар дел и од нив на прагот пред пензионирање и нешто што многу скоро ќе се соочиме со сериозен проблем. Недостаток од доктори. Недостаток на доктори, токму така и тоа на стручни доктори, но исто така за нас е подолг временски период проблемот детектиран дека сите пациенти се осудени да дојдат само во Скопје за диагностика и лекување. Значи, за едно дете да добие право на третман со хормонска терапија за раст, мора да помине низ филтрите на детската клиника во Скопје, универзитетската детска клиника, на одделот за ендокринологија, каде што нормално се одлучува на конзилијарно мислење на потпишување од тројца лекари, за да биде ставено на третман со хормонска терапија за раст. Во Македонија во моментов имаме само тројца лекари, од кои што се двајца пред пензија. Тоа е нешто многу сериозно и секогаш ја користам таа прилика да и нормално разговарам со сите релевантни институции. Што потоа е што прашање? поскоро да се изнајде, да се мотивираат, и тоа не било кој. Значи, знаете како, за секоја една работа, за да бидете успешен, треба нормално и вие да ја сакате и да се препознаете. Јас секогаш велам, многу е битно и клучно, додека овие луѓе се уште не се тука, нивното знаење и искуство да биде исцрпено и да биде пренесено на луѓе кои што сакаат да го работат тоа понатаму во детската ендокринологија. Така да апелирам до институциите, еве во моментов се надевам дека ќе стигне пораката до некого, да час поскоро тоа се случи. Гените или терапијата? Каков е процентот? Кој победува на крајот? Па знаете како, нарушување на растот зависи од многу фактори. Психосоцијалниот статус, храната, гените, како што кажавте. Но и она што е многу битно, што обичниот народ не секогаш веднаш тоа го знае, пропратната диагноза може да биде еден од факторите за нарушување на растот.
Тоа значи дека многу диагнози во позадина и токму и тоа е главната наша мисија и порака да кажеме, заради тоа и сакаме ние да кажеме дека децата треба да бидат здрави, односно навреме препознаени, третирани доколку и заради зашто и бидат лекувани. Многу фактори се битни и се вклучени во процесот на нарушување на растот и токму заради тоа и ние успеавме. Да, морам да признаам и сум среќен и горд и благодарен како претседател на Сдруженијето и пред се како родител и како човек во Македонија да го убедиме системот дека мора да има терапија за секој еден и мора навремено да биде започната. И еден факт морам да кажам, зашто дополнително сум среќен и горд, Македонија има избор на лекови. Додека други, можам да кажам, и соседни земји, и европски земји, тоа не е пракса кај нив, но она што е навистина за пофалба е што успеавме да го убедиме системот и државата, но и тврдо да застанеме за тој став кој што е во многу развиени земји пракса и нормална работа, да кажеме дека и Македонија треба да има изборна терапија во согласност, и тоа и анализи го покажуваат, кои што многу постручни и попаметни го правеле, дека кога во консултација со лекарот и родителот кој што треба, односно детето да прима терапија, секогаш треба да имате во предвид, за да биде тоа во континуитет и секоја вечер, како што налагаат протоколите за лекување, треба да изберат родителите во консултација со стручното лице, односно избраниот специјалист, да детето, односно родителот, одбере што тоа детето негово ќе прима. И токму и заради тоа ние ги правиме и оние дополнителни активности како Сдружение, сите наши континуирани во низ годината средби со пациентите, со Сдруженијето, со дечињата, но и родителите, каде што ќе процениме дека треба да ги мотивираме, да ги убедиме, да впрочем убедиме што поволен број на деца бидат независни, односно и да сами ја аплицираат терапијата која што е неопходна за нив. Колку може да помогне терапијата во растот? Многу. Многу. Значи, апсолутно. И што е спротивното, сакам да ми објасните? Доколку не ја прима терапија? Така, доколку едно дете не ја прима, веќе и кажав делот тоа, доколку едно дете требало да прима терапија, а не било третирано со хормонска терапија за раст, пластично е за граѓаните, ќе објасниме, значи психосоцијалниот статус на тоа дете е многу во сериозна состојба. А тие деца се кријат, се плашат, не ќе да излезат, се устручуваат. Нема едноставно, толку им е нарушена самодовербата што веќе и во пракса и мене ми се обраќале луѓе да навистина мене ми е многу жал што не сме можеле да делуваме, затоа што многу доцна станале самите. Знаете како, секој една индивидуа станува свесен за нарушување на растот кога он веќе е во пубертет и кога растот е завршен. Кога на едно дете му станува битен изгледот. Буквално тогаш е свесна за целата негова состојба. И тоа е многу доцна веќе. И тука нема помош. Нема враќање назад. Нема враќање, едноставно тоа се изгубени години, време и тука веќе растот е завршен. Значи се расте се додека се епифизните плочи отворени. Тоа значи дека кај девојчињата до отприлика пред пубертетот, односно циклус да добијат, и кај момчињата нормално во пубертетот. Секако организмот се уште расте, но просторот за лекување е веќе завршен. А во сантиметри, во некаква мерка, колку може тоа да издействува таа терапија, ме интересира? Од до, зависи од индивидуално се разбира, апсолутно се е индивидуално. Постои формула. Секој едно дете треба, сега на памет не ја знам, но ќе апелирам до гледачите и до вас, ја имаме бесплатно на сите паметни телефони кои што можат да ја даунлодираат, се вика карта на растот или карта раста. Српската верзија е карта раста, таа е малце повеќе даунлодирана и веројатно подостапна, но зависи на кој уреди. На едните е карта на растот достапна, на едните карта раста, но идентична е со тоа што ние ја превземавме благодарение на нив од нив и ја преведовме на македонски. На таа апликација е многу лесно да се одреди, односно само треба да се следат нормално сите барања кои што апликацијата ги дава и е многу едноставна, да се види практично која ќе биде целната висина на детето. Практично едно дете треба да ја достигне целната висина негова животна, согласно сите
протоколи, нормативи, односно пропишани според правила и прописи на растење на човековото тело. Тоа значи дека, сега на памет не ја знам формулата, се додаваат сантиметрите, се внесуваат сите податоци и помеѓу мајката и таткото измеѓу треба да биде детето, односно за момчиња знам дека се додава плюс сантиметри, а за девојчињата се одзема, така нешто беше. Не ја знам точно на памет, но во секој случај постои правило и како е што одредува која би била целната висина на едно дете. Во 100% од случаите, ако родителите се со понизок раст, детето ќе биде ниско? Па не мора, не мора, не, апсолутно не мора да значи. Можда некој ген од Да, јас сум класичен Вујко, јас сум класичен пример да брат ми е 2 години помал од мене, Аха. а е 3 глави поголем од мене, така да јас сум па целиот на генот на моите родители, значи јас сум буквално колку нив во висината. Така да тоа не мора да значи, но сепак тука се многу фактори како што кажав. Добро. Прашање, но она што е најбитно, ние како држава, како систем, како здружение, наша заложба е да тоа го внимателно следиме и во континуитет да апелираме за да не се случи такви работи, да не дојдат до такви работи, да потоа верувајте дека многу е трагично и страшно и многу пациентите патат, како што кажав, нарушена им е самодовербата, но и оние бенефити кои што државата треба, односно не се тоа бенефити, него ќе ги кошта многу како систем, како што кажав, ќе екзистуваат многу боледувања, многу отсуство од работа, дополнително, значи еден пациент нелекуван може да развие диабетис, може да има други невролошки, психолошки проблеми. Така да сето тоа е еден склоп на чинители кои што едните го губит, а другите за жал ќе го имаат како проблем. Како пациентите никогаш не се бројка, меѓутоа тоа што видов кога се подготвував за овој разговор, во Македонија има 174 пациенти кои што примаат хормони за раст. 174 ќе бидат деновиве, се уште не се официјално 174, но се на листата за кои што треба да се лекуваат, практично 167 се официјални, 167 се официјални, но ќе бидат 174. Она што е новитет и што навистина можеме да се пофалиме е дека влегува кај нас нов лек кој што е за одредена патологија, односно за одредена патологија на пациенти. Тоа е долгодолувачкиот хормон за раст, нешто што е новитет во светот, но ете и Македонија ги прати трендовите и навистина ни е драго што како што кажав имаме избор на лекови и согласно одлуката на лекарите, стручната фела во соработка со нормално родителите се изнајдува најдоброто решение за кој пациент на кој лек да биде. Може некогаш да, што се вели народски, да не фати лекот? Или има такви случаеви? Генерално не се случило, не, но заради тоа и ние инсистираме да има Македонија избор. Да, се случило во минатото да некој пациент на пример покаже алергиска реакција на еден од лековите. И затоа е добро да има има замена, да има избор. план Б. И тоа во пракса се докажало, да, некој пациент имал проблем со некој. Но тоа се многу мал број, многу малце и заради тоа. Но исто така морам да нагласам дека и сериозен проблем ни е трансферот. Ние сме можеби една единствена земја која што пациентите кога ќе завршат со растење и со лекување на детската клиника веќе тука се губат. Тука веќе се губат и немаме како да кажам сериозен пристап од страна на возрастната ендокринологија кој што постои како оддел и некако недоволно заинтересираност, но секако морам да нагласам дека и имаме многу мал процент на буџет таму за каде што затоа што терапијата е релативно скапа и исклучиво е на терет на државата, под закрила нормално на институциите и во континуитет пробуваме да направиме линк, да впрочем голем дел на пациенти кои што медицински оправдано имаат потреба да преминат на возрастната ендокринологија, но тука ја гледам вината и секако и ке родителите, тоа морам да го направам дека е така, затоа што е реалноста таква. Многу голем дел на родители не понатака продолжуваат во смисол да ги редовно третираат на возрастната ендокринологија. Таму имаме прекрасни лекари, можеби таму нас како здружение повеќе предизвик ни предстои да малце влеземе посериозно и да мотивираме лекари, да едуцираме на некој начин или мотивираме да впрочем тоа веќе го превземат, иако ние веќе имавме обид, направивме една
експертска средба, да речам, и со детската клиника и со возрастната ендокринологија. Ние како здружение бевме некои кој што посредуваше и замоливме тоа да се случи, но некако споро оди и не баш. Таму повеќе е фокусот на диабетот, на гојазноста сега е нели новитет, како модерна, да речам, патологија и така да ова некако ни каска во тој дел, но ние сме тука и нормално ќе работиме на тоа. Тоа е терапија што се прима секој ден или? Вака, се е зависно, се е индивидуално. Хормонската терапија за раст е терапија која што се прима, е хронична терапија и се прима налик на инсулинската терапија која што се аплицира преку игла, нели, во мускулното ткиво. И кај нас е олеснително што практично се прима еднаш навечер, непосредно пред спиење. Хормонот за раст се лачи во телото кога децата спијат најмногу и кога беснеат, односно кога спортуваат и играат. И заради тоа и ние правиме такви средби каде што треба да ги мотивираме, да ги убедиме, да им кажеме дека треба да спортуваат, дека треба да беснеат, да бидат нормално да бидат активни, но и да бидат многу ригорозни и кога треба да се прими терапијата, навистина треба да потоа да легнат да спијат, за да практично симулираат исто како што организмот лачи ке нормална индивидуа хормон најмногу за раст кога се одмара телото и кога спи. Дали и деца кои што им растат, нели, нозете, телото, можат да примат таа терапија за да бидат уште повисоки? Кои што не им е констатирано недоволен раст? Вака, значи не. Доколку еден организам не е докажано дека и заради зашто има потреба од хормонска терапија за раст, доколку да има се забрзан лекува, раст, прашувам. Ако е забрзан раст, не, доколку сака детето или да симулираме забрзан раст. Да е така, да. Не, тоа е значи апсолутно неправилно. Затоа велиме ние, затоа на време треба да се превенира, да се препознае. И сите протоколи велат, нели, бебето додека е бебе секој месец, првите не знам 6 месеца оди секој месец на систематскиот преглед или оној го мерат во тежина, висина, како напредува, па врз основа на тоа утврдуваат дали треба да се зголеми млекото на мајката доколку не е доволно и така натака, па после првата, втората година оди на 3 месеца, на 6 месеца и затоа ние инсистираме барем 2 пати годишно мора да се мерат децата кои што се во оваа фаза предшколска возраст и во школската возраст, да, во континуитет, барем 2 пати годишно бидат мерени. Извинете. И тие податоци навистина не се пропуштат, него во континуитет се забележат, да се следи дали таа крива нараст оди во правата линија каде што треба или стагнира или оди пребрз, има и пребрз раст. Така да и за тие пациенти има терапија која што се дава да и нормално се успори растот. Но доколку она што вие го кажавте, еден пациент има нормален раст и доколку прими терапија, што се случува? Па прво нема гајдлайни, нема протоколи за тоа да се случи. Значи, како што кажав, терапијата е регулирана на добар начин по мене во нашата држава и не може да добие некој што нема потреба, така? Апсолутно, да. Можно е да се случи и несакани ефекти, доколку се лекува некој со сила, практично да створи акромегалија. Тоа е нешто што никој не би го посакал, да му растат раце, нозе, уши, око, нос, така да. И на тоа се внимава многу, така да ке нас струката е навистина децидна, согласно сите светски правила. Лекарите ни се прекрасни сите кои што ги имаме и затоа само апелирам што поскоро да се најдат луѓе, да се пронедат кои што би го продолжиле тоа искуство. Нормално и ние како здружение стоиме тука да им помогнеме, да ги мотивираме, но и заедно да работиме. Каква е соработката со институциите? Дали на локално ниво, дали на централно ниво? Па да, генерално вака. Лекарската фела. Така. Апсолутно можам да кажам дека ние како здружение што е клучно? Клучно е да едно здружение се докаже низ годините, практично дека е тука во интерес на сите. Пред се на пациентите, но секако и да во одредени моменти да ги заштити и фелата. Ние сме имале случаи во нашиот случај да практично им бидат наметнати ставови на лекарската фела, да мора да променуваат ставови, но ние сме застанале тука навистина и сме кажале дека не може така, без разлика дали е сега едни на власт или други на власт, па сега имаат едни да кога збориме за здравјето не можеме да мешаме политика никако. Апсолутно, ние сме биле јасни и концизни децидни. Имаме добра соработка со лекарската фела, навистина, секогаш сме биле
Имало моменти кога и многу потешко сме биле примани на состаноци кај министри, па сме морале чекор понатаму да направиме, да стигнеме до премиер за да нормално биде малце зауздан некој да мора да не прими. И тоа нас не прави горди, заради тоа што сме докажале дека ништо лично не сме барали злонамерно, него напротив било затоа што велиме ние секогаш сите треба да имаме предвид, не се знае кој кога ќе имаме потреба да бидеме пациенти. Нашите деца, нашите внуци еден ден може ќе имаат потреба. И ние не смееме тука да бидеме пристрасни кон ништо. Под ни една основа, ни цена, ниту партија, ниту ништо. Але едноставно здравието треба да се води по протоколи, по правила, и сите треба да помогнеме во тој дел. И јас затоа велам, ние сме горди како здружение, посебно јас како претседател, што сето тоа сум го докажал и Македонија е, и затоа и колегите од светот ми велат дека сум еден од лидерите и кралевите. И не случајно, веројатно, го имам примат од претседател на управен одбор веќе повеќе од 10 години, да таа коалиција практично сум веројатно еден од двигателите и како мотор на мотивација за нивните активности. Тоа е многу битно да се има соработка со Фелата. Ние ја имаме за среќа. Морам да кажам дека и сегашниот директор на детската клиника, без разлика што е релативно и нов и млад и се останато, навистина почитува хиерархија, почитува мислење наше, што е многу битно, така да јас само би замолил тоа да продолжи во тој тренд. Секако локалната самоуправа, како што ја напоменавте, мене ми е драго што има градоначалници кои што се свесни за сите наши заложби и барања. Еден од случаевите ќе го посочиме, неодамна бев во Ѓорче Петров кај градоначалникот, каде што укажавме на една работа која што ја имаат можеби сакајки или не сакајки занемарено. Детектираме конкретно во сите градинки, инсистираме да има медицински лица. Тоа е нешто што од бивша Југославија било и се покажало како успешна алатка. За нас, за жал кај нас веќе некако тоа или некој во колективните договори го има предвидено или некој не, но затоа велиме ние сме тука да го следиме тоа и да замолиме да се подобрат состојбите. Зашто? Затоа што, како што кажав, градинките се првата линија каде што најмногу, посебно медицински лица кога би имало во нив, дали лекар или сестра, а и сестрата е многу клучна. Медицинската сестра е клучната карика за и првата директна линија во спрега со еден родител. Знаете како многу родители има и не сакат да прифатат дека нивното дете има нарушување на растот, односно дека заостанува во тоа, можеби грубо кажав, ние не можеме ниту една медицинска сестра во градинка, ниту јас како претседател на здружение да кажам детево има нарушување на растот, се додека тоа не биде медицински испитано на клиника. Но многу е битно да таа медицинска сестра во тие градинки ги мотивира тие родители и им каже луѓе, верувајте, кај вашето дете ние забележуваме дека има во континуитет заставување на растот, ве молиме понатаму, еве ви прирачник, да видите што е нарушен раст, кои се бенефитите, кои се загубите, се останато, да видите буквално што постои во државава. Се е наведено во тоа. Но многу родители го изимаат, па јас сум бил низок, моите деца има време ќе пораснат. Но кога тоа дете ќе стане, кога ќе дојде во пубертет и ќе стане адолесцент, веќе тука е сериозноста на загриженоста, веќе е доцна, но и сите патат. Сите родители, знаете, после секое гостување мое во телевизија, верувајте, многу не препознаваат и ми се јавуваат, многу не охрабруваат да впрочем, ние сме ги мотивирале со овој говор, со ова денешно гостување, да впрочем сериозно сватат и потоа кога тоа дете ќе дојде на терапија, велат, леле, ви благодариме навистина, многу ни помогнавте, да, апсолутно. И заради тоа, навистина, од се срце секогаш прифаќам да гостувам секаде каде што има новинари како вас и телевизии, кои што се свесни за секоја една. Затоа велам, секој едно здружение, за секоја една потреба во континуитет треба апсолутно секогаш да допринесе. 20 септември е светски ден за подигнување на растот. Ќе ви дадам само еден податок дека оваа година го прославивме и го одбележавме во Скопската зоолошка градина, каде што има најголема концентрација на деца и родители. Дали верувате вие дека ние во 2 дена успеавме да измериме преку 400 деца? Од кои што ви гарантирам дека преку 25 до 30 деца беа од наша страна, од стручен тим лекар и сестра, измерени и детектирани со заостанување во растот. Од тие 20 до 25 колку беа до 30 дечиња, дали 3 до 4 родители можеби сериозно ќе го сватат
пристапот и потоа ќе побараат ќе стручна интервенираат. Ќе интервенираат. Некако, знаете како, сите како да кога ќе им пристапевме да им поделиме материјал, да им кажеме дека имаме превентивен пункт тука, ве молиме пристапете да се измерите. Да, и многу малце се фокусирани на тоа дека ние го правиме бесплатно, дека ние немаме ништо бенефит од сето тоа, дека ние сме луѓе кои што родители пред се на деца кои што се соочиле со некакви предизвици, да им кажеме како родители дека ништо не е страшно да одите да го измерите. Дори напротив и од забавен карактер беше, па им поделивме, не знам, правевме креативни сокчиња, нешто ова, не знам, пасоши им дававме, детски интересни, така, да ги шарено, да апсолутно да ги примамиме, да сосема доволно, да. И во тој момент навистина само со едно застанување и едно мерење ние наш тим доктор сестра тоа го препознае и апелира нормално на родителите. Да, така да горди сме со се што правиме и нема да застанеме, неуморно ќе работиме се додека сите статистики или како да кажам, веќе кога би имале повеќе лекари, кога би имале повеќе свесност кај населението, кај педиатрите, кога би имале повеќе сериозен пристап во третирањето, односно во сериозноста на таа крива следењето во континуитет и апелирањето, можеби ние ќе се фокусираме на нешто друго. Како здружение, или јас би посакал и да не постоја здружение, да немаме потреба да има некој цело време да треба да ги подсетува дали институциите што треба да прават, дали лекарите што треба да прават, дали родителите што треба да прават или старателите. Така да нашата честна мисија испод статус и по све е дека ние треба во континуитет да. Видов дека сте били учесник на многу конференции меѓународни, делувате на меѓународно поле, колку тие искуства од светот ги пренесувате тука и што научивте за овие години? Па, ете, тоа е можеби еден од успесите, да практично со се што се фалам, сега и пред јавноста и фактите говорат за сето тоа, дека немаме листа на чекање, дека нормално како што кажави се уште имаме предизвици, значи ние бараме сега секој ден пациент е принуден да дојде до Скопје да ја подигне терапијата, тоа не е пракса во светот. Значи таму конкретно на Бугарија ќе земам до нас како комши, па генерално таму си имаат повеќе ендокринолошки клиники, терапијата е во самите градови, во некои одредени аптеки, па така да и ние имаме идеи каде што исто да биде регулиран, исклучиво да биде контролиран тој процес на како на транспортот на терапијата, затоа што мора да постои ладен ланец, така и на дистрибуцијата безбедно до самиот пациент. Затоа што сега кај нас, например, се принудени сите пациенти за подигнување на терапијата дојдат до Скопје, но сепак е тоа и согласно препораките заради тоа што за да добие нова терапија на 3 месеца мора да бидат исконтролирани, измерени и тука се одлучува во моментот дали треба да се намали дозата или да се зголеми дозата заради нормално функционирање правилно на телото. Тие на меѓународни конференции мене посебно ми е драго и ми е чест што веќе сме дел од, да не речам од секаде, на сите на меѓународни конференции, каде што нешто се збивнува, веројатно е тоа што и Македонија, како што кажав, е понапредна од многу и развиени земји во делот на хормонот за раст, во делот на превенцијата, на лекувањето и на се останато, на немање на листа, значи многу земји се соочуваат со тоа кој да има, кој да добие терапија, кој не. Кој е приоритет? Да, апсолутно. Така да, за жал, па, знаете како и кај нас беше приоритет на времето кој имаше врски. Сега веќе тоа не е пракса, јас сум горд со сето тоа, но за сето тоа да се случи, мене ми предстоеше еден голем трнлив пат кој што можеби на низа моменти ми наштетило и на лична кариера и на се останато, но големината на луѓето се мери по тоа, нели? Поделата, колку сме општествено одговорни, колку сме човечни. Колку сме човечни пред се, да. Имало моменти кога немало со месеци терапија за ниедно дете, немаше ни моето дете. Јас ниеднаш не си дозволив да моето дете има да биде ексклузивитет во државата, тоа не се случило, нема ни да се случи. И веројатно и тоа е тоа што ме прави уште поголемо среќен. Како едно од главните барања до надлежните е да се активираат лекари. За вас што е нешто што друго би го напоменале? Посебно барање еве од тука да го испратите од ова студио. Па во моментов навистина би сакал само да конкретно ќе апелирам и до сите авторитети, без разлика дали се од локално, дали се од централна власт, дали се од било која институција,
да ги препознаат сите невладини здруженија кои што практично честно и поштено си ја вршат својата мисија. Назад сме во студиото, имавме мал прекин од неколку минути на електрична енергија во целиот објект. Ете, струјата се врати во ова студио. Го продолжуваме разговорот со Александар Петровски. Имаме уште неколку минути од овој разговор да го завршиме оно со што го почнавме. Рековме околу гените, рековме околу здравата исхрана, една препорака до родителите за како да постапат и да не се сомневаат, туку веднаш да делуваат. Па, топла препорака и од искуство и од стручната фела е да навистина редовно ги мерите вашите деца, односно внучиња и се останато кои што ви се драги и ценети, а се знае тоа дека се дечињата, внучињата. Во континуитет мерете ги и инсистирајте сите мерни параметри да бидат редовно внесени во перцентилната крива. Перцентилна крива има секој едно дете кој што има здравствен картон кај неговиот матичен лекар и тоа во континуитет да се следи. Доколку било какви отстапки се појават во кривата во континуитет на неколку мерења, навистина барајте, инсистирајте да потоа биде препорачано, односно препратено на возраст на детската ендокринологија во Скопје, да потоа се направат дополнителни анализи. Или нормално и првично како што кажавме е да следите доколку децата носат подолг период еден ист број на гардероба и тоа е еден од доволните показатели да не треба да чекате, него треба да реагирате. Поздрав до сите ваши гледачи, навистина најмногу на вас за поканата, затоа што верувајте дека секогаш некој ќе се препознае во секој еден говор кој што го имаме. И нас ни е нормално многу битно да, впрочем, на што повеќе деца помогнеме, за да потоа немаат здравствени проблеми, но секако и системот да не трпи штети. Да посакаме нормално успеси во 2026 година со сите наши активности кои што ни се замислени и кои што ќе ги се надам ќе ги реализираме, а тоа е се во добробит на пациентите и на системот. Благодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана. Ви посакам да имате убави новогодишни божични празници, да ви ја среќна новата 2026, па во следната година да дојдеме со исто така позитивни резултати. Ви благодарам на вас и на сите ви посакувам се најдобро. Почитувани, овде го завршуваме првиот разговор. Идеме со краток блок на реклами, па се враќаме во студиото.